Уште половина час се гласа, а потоа крај на изборниот молк и ќе се бројат гласови за потенцијални градоначалници за 4 општини во Западна Македонија. Но најголем проблем од утрово за општинските избирачки одбори се врнежите од снег на повисоките планински населени места. Така и во Гостиварско, каде што се избира градоначалник од утрово, тамо е Ирена Чачкова. Ирена, излезноста за Гостивар се приближува до она во првиот круг, иако беше двојно помала до доцна напладне. Ти разговараше со гостиварчани, што очекуваат? Повелите имаме одново во живо и во овие вести. Да, според последните податоци, заклучно со 17 часот во Гостивар гласале 20.888 гласачи од вкупно скоро 83.000 запишани. Ова е околу 25% од вкупниот број на гласачи. Според оние анализи, тоа е помалку од октомври, кога беше и првиот обид за избор на градоначалника во Гостивар. Една од причините која што ја напоменуваат е за послабата излезност се лошите временски услови, поради тоа во одредени места не се одржа гласањето. Меѓутоа, повеќе околу статистиката, заклучно со 17 часот, и повеќе околу она како се одвиваше гласањето во Гостивар и дали навремено беа отворени сите гласачки места, предлагам да чуеме во продолжение од изјавата. До 17 часот излезноста во Гостивар е 20.887 гласачи, во процент е 25,23%. Во споредба со октомври е излезноста помала, тогаш била 23.203 гласачи. Ние цело време бевме во контакт со Државната изборна комисија и тие одлучија дека поради тоа што помина 3 часа и одлучија дека тие треба да се враќаат и во тоа избирачко место нема да се одвива гласање. Во другите места? Не, другите места се одвива нормално гласањето. Значи, како што веќе напоменав, во избирачкото место Ќафа не се одржа гласањето поради проблеми со снежното време. Исто така, предходно направивме и анкета со граѓаните. Тие очекуваат дека овој пат Гостивар ќе добие градоначалник, конечно, после онај неуспешен обид во октомври. Очекуваат дека приоритетните проблеми ќе бидат решени, меѓу нив се инфраструктурните проблеми, проблемите со улиците, патиштата, потоа проблемите со паркинг просторот, чистиот воздух беше потенциран како еден од приоритетните проблеми, меѓутоа и другите работи кои што се потребни за основни услови за живот на граѓаните овдека во Гостивар. Значи, како што веќе напоменав, во Гостивар заклучно со 17 часот гласале 25% од вкупниот број на гласачи во градот. Освен во Гостивар, денеска се гласа и во Центар Жупа, во Маврово Ростуш и во Врапчиште. Какви се податоците таму, односно како течел изборниот ден, предлагам да чуеме во продолжение од изјавата. Излезноста до 17 часот и 30 минути за општината Врапчиште изнесува 30,01%, односно во Врапчиште правото на глас до 17 часот и 30 минути го оствариле 8.184 гласачи. Во општина Маврово и Ростуша излезноста е 25,93%, односно гласале вкупно 2.742 гласачи. И во општина Центар Жупа излезноста во 17 часот и 30 минути изнесува 12,35%, односно 934 граѓани го оствариле правото на глас. Во споредба со изборите во 2025 година, излезноста во општина Врапчиште била 20,94%, односно сега забележуваме зголемена излезност од 9,07%. Во општината Маврово и Ростуше во 2025 година излезноста во 17 часот и 30 минути била 25,89%, односно денеска се забележува зголемена излезност од 0,04%. И во општина Центар Жупа излезноста во 2025 изнесувала 19,15%, односно сега се забележува намалена излезност од 6,08%. Како што веќе напоменав, ова е втор обид за избор на градоначалник во Гостивар по неуспесниот обид во октомври. Меѓутоа, овој пат не е потребен цензус, туку е потребен најголем дел од гласовите да бидат во корист на еден од кандидатите овдека во Гостивар.